Черва, сакате да ви докажеме дека колку и да се трудите седниците да ги одолговлекувате, ние ќе ви покажеме колку можеме да издржиме. Сакате да се подсетите на Гама, Мак Петрол, сакате да се подсетите на Законот за игри на среќа, на Академијата за суди и јавни обвинители, на Законот за работни односи. Нема проблем, ние сме тука, вие овде едва дремете. Оној единствен што ви се пријави на листата да зборува за разрешување на кандидатот, го кандисавте да се откаже, зашто знаете што ќе се случи, и после велите ВМРО ДПМН е блокирало. Ама вие не давате што да блокираме. Вие нудите избор на влада, велите државава е во криза и е работава, а еве една недела се разговара по само еден предлог за разрешување. Вкупно ги има 15. Што за разрешување, што за назначување. Со оваа динамика, тоа ќе биде околу минимум 4 месеци, да не заборавиме каков континуитет држи ова состојание на одржување на седници, што значи дека ова ќе биде само уште еден неуспешен обид на неуспешниот дезертер да направи некаква измена. А замислете, само пред 13 месеци ни кажал дека ги понудил најсоодветните кадри за спроведување на програмата. Најсоодветните кои денес ги разрешува. И ни кажал дека 2,5 години ќе сме поминеле без промени. Па еве тој ни ги носи промените. И вели не биле резултат на изборни калкулации. Тој се сетил дека треба да направи измена на некои членови во владата, а не кажува кој е во суштина вистинскиот одговор. И господинот Борислав Крмов, на кој што му реплицирам, убаво кажа дека во ова владеачко мнозинство има само еден клуч, а сите останати се приврзоци. Се прашувам што ќе се случи ако случајно клучот некој го голтне во зајас. Замислувам господинот неспособен, некадарен премиер, можам како сакам да го наречам, бидејќи не е во салава тука, немал должност деловничка да биде тука. А тоа што има морална должност да слуша што ние говориме, нема морал, нема таков збор во неговиот оскуден речник. Па се прашувам или замислувам што ќе се случи ако оној во зајас го голтне клучот. Како господинот Таче ќе успее да стигне до него? Дали преку уста или на начинот на кој што најдобро знае да функционира? Простете на мојот вулгаризам, но дотука ја доведовте оваа држава. И затоа нема верба, и затоа кога Таче ви вели дека ќе успееме со овој Европски фронт, ќе кажам уште еднаш дека се согласувам со господинот Крмов, подалеку од Европа не сме биле со овој така наречен Европски фронт. Погледнете само на што личи. Реплика Олга Лозановска.